Добар ден, драги наши пријатели! Ние ве поздравуваме и се наоѓаме во етно селото Златно Буре Кучково, каде што ќе ја подготвиме рецептата на денот само за вас. И во овој дел од годината, напролет што се вели, значи ние имаме потреба од многу зеленчук, од свежи салати, од чорби со многу зеленчук и така натаму, а Македонија е поднебје каде што расте најбавиот зеленчук. Затоа за денешната емисија одлучив да ви направам една витаминска бомба, што лечи мамурлук, што лечи кога ќе имате долги бурни ноќи, да кажеме, од сабајле, кога ќе станете, баш таква чорба ќе ви треба после некоја пијанка или така натаму, после некоја чаша повеќе вино. Понатаму за освежување на организмот, за детоксикација, значи буквално оваа чорба се прави цел еден голем лонец, сите овие работи да ги собере и да си сркате и да се освежите. За да ја направиме оваа чорба витаминска бомба, нас ни е потребно половина страк брас, 2 моркови рендани, 150 грама грашо, кој што може да биде свеж и може да биде од конзерва, зависи во кој месец од годината ќе правите чорбата. 1 компир. Ни треба една китка макдонос, ни треба 1 до 2 стебла целер, корен од целер и стебло од целер и лист. Понатаму, ќе ни треба малку сол, малку бибер, мешан сув зеленчук, 2 до 3 супени лажици ориз, 2 коцки од зеленчук за супа, 1 чешне лук или 1 вакво младо, 1 стракче млад лук и бибер во зрно, маслинов зејтин и вода по потреба. Сега ќе видите како ќе ја направиме оваа чорба. Ќе ставиме малку маслиново масло, да го покриеме дното. И сега се запржуваат малку зеленчуците, дел од зеленчуците. Празот на почеток ќе го пропршиме да омекне. Не му треба на празот многу, нели, за да се запрши, него така малку, да омекне. Еве. Колку убаво замириса. И во потребните состојки на крајот ставаме пред самиот крај, додека врие, малку пашканат и ќе ставиме павлака или 1 канче кисело млеко или 250 грама павлака. Така. Сега ќе му ставам уште малку масленице. Ќе го ставам морковот. И тој да си пушти од својот сок. Леле, која убава комбинација е празот пржен со морковот. Ако ги ставите сите овие во водата и да вари, вкусот е сосем поинаков доколку не го испржите празот и морковот. Тоа што ќе пржиме, ќе додадеме вода и потоа постепено ќе го додадеме и компирот и пашканатот. Еве го, одма се стопи и морковот. Сега ќе го ставам лукчето. Значи прво иде празот,
па иде морковот, лукчето и после грашокот. Така. Ете го, да го добиеме мирисот на пржениот лук. Одлично. Каков убав мирис. Го ставам грашокот. И него ќе го пропржам. Леле, комбинацијата на празот, лукот, морковот, со грашокот. И ова чорба можете да ја направите буквално во полно тенџере да биде, догоре и да ви биде за 2-3 дена. И ќе биде исто така убава. Ете така. Сега тоа нека си се пржи, ќе го намалам малку. Потоа ќе го додадам целерот, макдоносот, откако ќе проврие. Сега ќе додадам малку сол. Отик имаме и коцки, ќе додадеме и мешан сув зеленчук, затоа ставам помалку. И сега ми треба едно добро ноже. Ангел, те молам, донеси ми го. Ете така, ти благодарам многу. Малку на врвот на лажицата, доволно е. Така. Одлично. Веќе ќе налеам вода. За почеток ставам 1 литар. 1 литар. Така. Видете што убава боја доби, злато боја. Сега ќе го пресечам компирот. Коцки. Извадиме коцки. Или како и да е. Не мора многу ситни, нека се покрупни. Затоа што ќе се сварат. И грашокот и компирот ќе ја згуснат супата, чорбата. Ете така. Кога ќе проврие, ќе го додадам и компирот, и целерот, макдоносот. Значи корен од целер, лист и стебло. Половина пашкана доволно е. Другиот дел за следно. Јас, например, и кога правам грашак, манџа, кога правам боранија, јас секако ставам пашканат, буквално секаде редам. Да замириса убаво. Па ќе пробам за сол.
И сега истовремено ќе ги ставам и коцките. Ете така. И пашканатот е готов. Еве и супата само што не проврела. Ќе ја пробам и неа, да видам дали една коцка или две да иставам. Ќе ги ставам двете коцки, затоа што уште вода ќе налеам. Така. Ставам неколку зрна бибер. Колку е убаво на крај кога ги додадете павлака или кисело млеко или јогурт можете да додадете. Нешто прекрасно. Така. Некои ги подсекувам да не се ептен големи. Добро, да. Така. Еве сега веќе врие. Сега ќе го додадам целерот. Значи се е тука одеднаш. Ставено листот, корен и степленце. Ово е нарендан на крупниот дел од рендето. Така, сега ќе го ставам и макдоносот. Така. Промешувам. Сега ги додавам и пашканатот и компирот. И ќе додадам уште вода. Така. Вода уште и ќе ставам маслинов зејтин. Значи уште 1 литар вода. Сега нека зоври ова. Маслинов зејтин. И кога ќе биде се сварено, значи маслинов зејтин, да знаете, околу за оваа чорба околу 1 децилитар до 1,5 си бара оваа чорба повеќе маслинов зејтин, затоа што на крајот, нели, кога ќе додадеме кисело млеко се, можете и ако има кисело млеко да ставите и многу лимон, цеден лимон. И потоа кога се тоа ќе биде сварено, ќе ставиме 2 до 3 супени лажици оривче. И оризот кога ќе се свари, ја тргаме чорбата на страна, ќе видите како ќе ја додадам и павлаката, киселото млеко, јогуртот, како и да е. Ете така, нека се вари сега. Само да пробам сега да видам дали е доволно солена. Одлично, значи одлично. За 2 литри вода 2 коцки.
На врвот видовте колку малку ставив сол и колку малку ставив мешан сув зеленчук. Нека си вари. Колку убав мирис се шири од чорбата. Од целерот, од Макдоносот. Значи, прекрасно нешто. И еве, сега е време да го додам компирот е речиси сварен. Пред сам крај. Ќе додадам сега две нека бидат полни лажици ориз. Доволно е. Ќе промешам. И за 15 минути ќе го додадам киселото млеко внатре. И ќе исклучам ринглата, ќе го затворам тенџерето и тоа е тоа. Ајде сега да провериме. Еви оривчето си набабре. То после кога ќе го затворам тенџерето и уште повеќе оривчето ќе набабри. Што ќе направам сега? Од течноста од чорбата ќе ставам тука за да го изматам. За да може после полесно да се раствори во водата. Вака, како јајца, нели, што матиме. Ова што гледате зрнца некој, тоа е од чорбата, од состојките. Одлично, супер. Сега вака ќе направиме. Исклучувам сега. Ајде така. И ова си бара да биде кисело на крајот, да му ставите лимон во чинијата, кој колку сака. Богата чорба. Ете така, сега промешувам. И толку. Единствено што ќе пробам сега за сол повторно и да го почувствувам вкусот. Убавина. Само да пробам и ќе ја затворам. Додека ја сервирам на масата, таа и ќе скипне уште повеќе. Ништо не треба да и се додаде, сем некоја капка лимонче. Останете со вкусот на традицијата да ја пробаме чорбата. Толку ми е мерак денеска што направив убава чорба и што ќе ја јадам со Матеј. Матеј ни е денеска специјален, официјален гостин, ама го слушам цело време зборува во кујната. И сега, Матеј, кажи ми ти, кого имаш во кујната во Златно буре, кучково?
Анита и тато. Анита и тато да пукне. Како се вика тато? Бојан. Бојан. Ама ја те видов, ти месеше таму во кујната без злато. Што правеше? Ти ке учиш за... Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Полицаец. Леле, полицаец. Браво. Ке ги казнуваш тие што не се праведни, така? Ама и ке научиш и да готвиш. Нели? Да. Ке научиш што најповеќе сакаш да готвиш еве мама кога ти прави нешто? Супа и чорба. Леле, па како знаев јас сега да ти направам баш чорба и супа да си јадеш. Леле, ова е специјална. Знаеш колку е добра? Ева, ова прво на тебе ќе ти дам и можеш и лепче да си ставиш внатре. Така? И да ја пробаш и да ми кажеш дали е убава чорбата. А кажи ми ти, ги гледаш вкусот на традицијата со баба и со дедо? Везелка гледаш? Да. Браво, браво. Браво, Злато. Сакаш јас да ти помогнам или ти сам ке си надробиш лепче? Сакам да ми помогнеш. Ајде, јас ке ти помогнам и сега ке ти дадам одлично, супер. Може вака да ти дадам? Да. Така, ама искрено ке ми кажеш дали ти се допаѓа. Чекај да дувнеме. Ајде. Добра е? Да. Сладка е. Колку си сладок ти, Злато, убаво. Нека ти се подизлади, надроби си го лепчето и да ти кажам, ќе дојдеш повторно во емисија да ни бидеш тука, па може нешто ќе сготвиме јас и ти заедно, така? Да. Да? Ајде сега и јас да ја пробам. Премногу е убава. Така? Да. Не ми кажа колку години имаше? 4. А одиш во градинка? Да. Да. Браво, многу сакаш да одиш во градинка, нели им помагаш на тато и на мама? Да. И сега во градинка ќе им кажеш дека беше гостин во вкусот на традицијата. Да. Така? Така. Драги мои, јас ке си останам да си уживам тука со Мате и со целата дружина од кујната, ке си јадеме убави вкусни специјалитети, но пред нив токму оваа чорба. Мелем за душа ми ја стопли душата и таман малку се подизлади и ќе му дадеме сега на Матеј. Ви останете ми со здравие, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. На здравие, Злато. Кажеш убавко. Макни си.